Во текот на 19-тиот и првите две децении на 20-тиот век, регионот Македонија бил посетуван од многу странски патописци кои оставиле пишани дела во кои може да најдеме многу интересни податоци за минатото на регионот и за нашите предци. Во Османлиска Македонија, повеќе европски држави имале своји конзулати. По создавањето на независните балкански држави на овие простори, биле отворени и конзулати и трговски представништва на соседните земји. Конзулите, но и странските амбасадори во Цариград, зад себе оставиле многу извештаи кои се однесувале на состојбите во Македонија. Во сите тие извештаи може да сретнеме разни информации за социјалниот, економскиот, политичкиот и културниот живот во Македонија. Сепак, кога внимателно ќе ги разгледаме овие дипломатски извештаи, кога ќе ги прочитаме книгите на патописците и посетителите, нашиот интерес го привлекува описот на етнолошките состојби во Македонија. Многумина во минатото, кога сакале да го негираат постоењето на македонците како посебен народ во однос на соседите, ги користеле извештаите на странските дипломати, книгите на патописците и на научниците. Во нив, најчесто, локалното македонско население го означувале како бугарско, но и грчко и српско. Денес исто така, некои нагласуваат дека македонците ги немало во минатото. Приказните одат дотаму што некои тврдат дека македонската нација била измислена од Коминтерната и истата представува резултат на еден добар експеримент на југословенскиот претседател Јосип Броз Тито. Последниве 2 децени постојано сме сведоци на еден негаторски став од страна на грчката држава кон постоењето на современата македонска нација и често слушаме како нашата нација е псевдо-македонска, словено-македонска или нација измислена од страна на Коминтерната и на поранешниот претседател на Социјалистичка федеративна република Југославија Јосип Броз Тито. Меѓутоа, интересно е што токму високи представници на оваа држава, значи на Грција, како кралството Грција, на почетокот на 20-тиот век ни даваат сосема подруги информации околу населението во регионот Македонија. Имено по Балканските војни во рамките на грчката држава е создадено едно гувернерство Македонија со центар во Солун. И еден од гувернерите на таа област, подосна и грчки премиер Темистоклис Софулис, издава одредени наредби до неговите подчините, односно до службениците на локалната администрација. Што е тука интересно? Интересно е што во тие наредби или во тие директиви Софулис им кажува на своите службеници дека треба да внимаваат затоа што населението говори на македонски дијалекти. Тие се однесуваат на македонскиот јазик. За жал, поради политиката, многумина забораваат дека скоро сите балкански нации во својот развој ја имале македонската судбина. Доцната појава и развој на македонската национална свест во однос на соседните балкански народи не била резултат само на незаинтересираноста на локалното македонско население за национално самоопределување. Непостоењето на македонски верски и образовни институции, недоволно развиената буржуазија како носител на напредните идеи и османлискиот милет систем го направиле своето. Исто така, не треба да се заборават дејствувањата на балканските пропаганди на територијата на Османлиска Македонија. Целта на тие пропаганди била единствена – да се зголеми бројот на сонародниците во Македонија, иако тие немале голема врска со жителите на соседните земји. Соседните држави користеле финансиски и материјални средства со цел да придобијат што поголем број своји приврзаници. Таквата политика дала одредени резултати и тоа било забележано од современиците. Комин Плат
во својата книга за турците на Балканот го забележал разорното дејство на пропагандите, но и индиферентноста на македонецот кон зборовите како што биле националност или род. Навистина, не е чудно што состојбата е тешка. Треба само да се сетиме дека од времето на Филиповото царство Македонија била подчинета на грците, србите, бугарите и турците. Селанецот, значи, може да го оправдаме доколку ја изгубил сметката кои му се вистинските предци. И тогаш се покажува дека зборовите како што се род, националност, потекло или кој било друг што најправилно ја изразува разликата помеѓу македонецот и остатокот од балканскиот свет, ја изгубиле својата суштина. Па селанецот е подготвен да ја усвои која било националност како своја под услов во процесот на преобратување да му се понудат доволно прифатливи аргументи. Прифатливите аргументи најчесто биле и од финансиска природа која се должела на неразвиеноста и сиромаштијата кои биле надополнети и со слабата образованост. Во Македонија не било реткост во едно семејство да има повеќе националности. Фредерик Мур во својата книга посветена на Балканот запишал: во друга ситуација бев посетен од еден многу просветен македонец. Тој исто така беше бугарин, како што се изјасни. Со истиот здив ни кажа дека тој имал двајца браќа, од кои едниот бил србин, а другиот грк. Овој редок феномен, кој преовладува во многу делови на Македонија, за првпат го забележав тука. Јас бев збунет и го прашав како била можна таква работа. Македонецот се насмеа и ми објасни дека тој е од видно семејство и заради влијанието, нивната конверзија би значела дека србите му дале на еден од неговите браќа неколку лири за да стане србин, додека грците ги наддале со цена останатите цркви за другиот брат. Овие зборови на Мур најдобро ја опишувале причината за пристапувањето кон една народносна група. Словенечкиот антрополог Божидар Језерник во едно свое дело посветено на европските погледи на Османлискиот Балкан забележал дека на разните посетители на Македонија и на оние кои пишувале за неа, едноставниот факт дека во неа живееле македонци не го добивал нивното внимание, иако понекогаш забележувале дека македонските словени не биле ниту бугари, ниту срби. Секоја подлабока анализа на нивните извештаи и дела предизвикува едно прашање. Дали тие дипломати, патници и патописци го забележувале македонецот? Одговорот, изненадувачки за некого, е позитивен. Наинтересен е фактот што токму сведоштва, иако малубројни, за постоењето на македонците, може да забележиме во некои дипломатски извештаи и книги напишани од интелектуалци кои ја посетиле Македонија, а потекнувале од Србија, Бугарија и Грција. Исто така, може да го најдеме и во руските дипломатски документи, но и литература. Единствената голема словенска сила, царството Русија, имала своји интереси на Балканот. Русија во 1830 година помогнала во создавањето на независната грчка и автономната српска држава. Во текот на големата источна криза, која започнала во 1875 година со востанието во Босна и Херцеговина, Русија во 1877 година и објавила војна на Османлиската држава. Со Сан-Стефанскиот мировен договор, руската дипломатија проектирала создавање на една голема бугарска држава во која требало да влезе и Македонија без Солун и Халкидик. Оваа креација, која никогаш не била остварена, станала основа на идната бугарска државна политика. Логично се поставува едно прашање: каде била Македонија во руските планови? Русите на Македонија гледале главно како на област во која живее бугарско население. Рускиот министер за надворешни работи Ламсдорф говорел дека не постоеле македонци и затоа требало да се залага за подобрување на битот на христијанското население во Османлиската држава, а не на македонците кои всушност според него не постоеле. Во текот на првата деценија на 20 век може да забележиме дека некои руски дипломати предлагале поделба на Македонија. Рускиот цар во сојузничкиот договор помеѓу Србија и Бугарија склучен во 1912 година
бил посочен како олеснувач при можните недоразбирања помеѓу двете страни. Предходно, руските дипломатски представници не им биле наклонети на членовите на Македонската револуционерна организација. Овие примери не наведуваат да сметаме дека русите едноставно не ги забележувале македонците. Меѓутоа, во грчкиот печат од почетокот на 20 век сретнуваме интересни наслови. Во некои грчки весници се појавиле статии во кои пишувало дека руските научници откриле нов словенски народ во Македонија кој не бил ниту бугарски, ниту српски. За разлика од порано, кога руските научници и посетители во Османлиска Македонија забележувале бугарско население, кон крајот на 19 век и почетокот на 20 век состојбите се промениле. Василий Водовозов, кој ја посетил Македонија, во едно свое дело објавено во текот на Првата светска војна, забележал дека некои представници на локалната интелигенција истакнувале дека македонскиот дијалект, иако имал врска со српскиот и бугарскиот јазик, не бил идентичен со споменатите јазици. Тие, според Водовозов, истакнувале дека македонците биле посебен народ со словенско потекло. Оваа забелешка на Водовозов се поклопува со мислењето на универзитетскиот професор Милјуков, кој напишал: "При своето патување низ Македонија, јас уште тогаш среќавав поединци, интелектуалци, апостоли на македонската автономија, а после и на независноста. Но тогаш тие беа само поединци. Само по неколку години јас запознав цел еден кружок во Битола што веќе ги разработуваше прашањата на македонскиот сепаратизам. Малку пред востанието во 1903 година, имав случај да ја видам и третата фаза – проникнувањето на овие идеи веќе во самата народна маса. Овој руски интелектуалец забележал како се развивало македонското чувство. Тоа што го забележал за македонците, можело да се однесува и на него. Во своите дела, тој словенското население во Македонија го сметал за бугарско. Еден друг руски интелектуалец е одличен пример како неговиот поглед кон македонците еволуирал со развојот на нивната национална свест. Рускиот новинар Александар Валентиновиќ Амфитеатров 4 пати го посетил Балканот. Тој при секоја своја посета праќал дописи до руските весници. Подоцна нив ги објавил во книги. Амфитеатров ја забележал пропагандната активност на македонските соседи, која негативно влијаела врз развојот на македонската национална свест. Сепак, Амфитеатров забележал дека во Македонија постојат и македонци. Во еден свој напис за Солун од 1901 година, тој запишал: "Грците фантазираат дека Солун е грчки, бугарите бугарски, србите српски. Македонците националисти се надеваат во Солун да видат нов Белград, нова Софија, престолнина на својата идна автономија." За разлика од Милјуков, Амфитеатров докрај останал цврст на убедувањето дека во Македонија има население кое не било ниту српско, ниту бугарско. Во 1912 година тој повторно се осврнал на Македонија и во овој напис Амфитеатров забележал: "Оние што ја читале Земјата на раздорот го знаат мојот поглед за македонците. Тоа се ни срби, ни бугари, туку првобитен словенски народ со едноставен коренит јазик." Овие размислувања на руските интелектуалци можеме да ги сретнеме и во извештаите на царските дипломатски представници во Османлиска Македонија. Внимателното читање на извештаите на руските конзули од Македонија откриваат дека царските дипломати забележувале постоење на еден народ кој не бил ниту бугарски, ниту српски. Во нив има податоци кои се разликувале од ставот на Ламсдорф за македонците. Рускиот конзул во Битола Александар Аркадиевиќ Ростковски во 1896 година изнел една идеја за создавање на самостојно словенско-македонско кнежество, кое што со својата појава би го уништила секој повод за раздор меѓу србите и бугарите, за сватливата желба на македонците да се ослободат од овие непријателства, едната спрема другата пропаганди и да побараат спас од Турција за спроведување на идејата Македонија
на македонците. Оваа негова идеја не била случајна. Тој слушал, гледал и добивал информации за се тоа што се случувало на теренот. Еден друг руски конзул во Битола, Петраев, забележал слични појави на теренот. Тој, додека вршел обиколка на Костурскиот регион, заедно со Хилми Паша, забележал како локалното население се изјаснува во поглед на етничката припадност. Во Костурската каза, дојдоа да не видат делегации од селата и изјавија дека не сакаат ни грчки ни бугарски учители и свештеници. Инсистираа на тоа да бидат македонци. Кога беа запрашани за нивната националност, одговорија дека се македонци. Овие изјави, кои воопшто не се изолирани појави, покажуваат дека на христијанското население од Македонија му е здодеано од притисокот на разните пропаганди и дека во неговите редови почнува да се буди национална свест, поинаква од оние што му се наметнуваат однатвор. Тоа што го слушнал во Костурската каза кај Петраев, оставило голем впечаток. Подоцна, во еден свој дипломатски извештај наменет за Руското Министерство за надворешни работи, тој забележал дека неговото лично искуство говори дека по прашањето на која националност припаѓаат, локалните жители одговарале македонци. Овој руски дипломат низ своите прошетки во некои делови на Македонија посветил внимание и на јазикот на локалното население, кој често бил нарекуван бугарски или српски. Според него, македонското словенско наречје не можело да биде сметано за српско или бугарско. Петраев не бил осамен во своите погледи околу посебноста на македонците и нивниот јазик. Еден друг руски конзуларен представник во Битола имал слични видувања. Каљ во своите извештаи се осврнувал на составот на населението во областите кои биле под негова конзулска надлежност. Во некои од нив тој ги забележал и македонците. Според Каљ, македонскиот јазик представувал посебно словенско наречје и истиот не можел да биде наречен српски или пак бугарски. Погледите за Македонија и особено за македонците, особено се интересни кога се во прашање политичарите, дипломатите и интелектуалците од соседните земји. Во Грција, Бугарија и Србија, македонското население било сметано за дел од сопствениот народ. Македонија била сметана за дел од сопствената историја, традиција, но и иднина. Трите држави не штеделе материјални средства за засилување на пропагандната активност во Османлиска Македонија. Целта, иако различна по интерес, сепак била иста – зголемување на бројот на оние кои се изјаснувале како грци, бугари и срби во Македонија. Читањето на извештаите на дипломатските представници на Грција, Србија и Бугарија води кон заклучок дека населението во Македонија било грчко, бугарско, српско, муслиманско, но во неговиот состав немало македонци. Интелектуалците, кои всушност биле креатори на јавното мислење и на национализмот во соседните земји, ги имале истите ставови како и политичарите. Кога е во прашање првото српско гледиште за посебноста на македонците во однос на соседните народи, тоа се поврзува со познатиот интелектуалец и политичар Стојан Новаковиќ. Најчесто неговото име се поврзува, за жал и денес, со теоријата за македонизмот. Така тој од страна на некои бил и се смета за основач на српската теорија околу етничката припадност на словенското население во Македонија. Според некои погледи, тој говорел и пишувал за посебноста на македонците во однос на бугарите и србите заради стравот од силна и голема бугарска држава која би опфатила и Македонија. Навистина, меѓу другото, тој во 1888 година напишал: најпосле, постои уште една појава која не може да се испушти од предвид. Тоа е стремежот на македонскиот народ да остане сам за себе, кој бара пат по средината на сите горе споменати стремежи. И оваа тенденција почна да се буди особено од спротивностите меѓу бугарскиот и македонскиот говор и меѓу бугарскиот и македонскиот карактер од времето кога бугарската пропаганда почна со голем притисок и острина да удира врз македонските особености во името на панбугаризмот.
Дури меѓу платените професори на бугарските средни училишта во Македонија се наоѓаат луѓе во кои се будат овие стремежи токму онака како што се гледа меѓу малорусите против униформитетот руски. Исто така, Новаковиќ во некои своји написи и дипломатски документи пишувал за постоење на македонски дијалект. Тој бил еден од ретките во Србија кој реално го согледувал теренот. Тоа што сакал да го искористи за српските интереси е друга работа. Но погледите на Новаковиќ за Македонија и тамошното словенско население имале свој претходник. Во текот на големата источна криза која започнала во 1875 година, во едно британско списание се појавила статија за решавање на источното прашање. Во влијателниот Макмилан магазин во ноември 1876 година била објавена статијата со наслов «Источното прашање според погледот на источните христијани». Статијата била подпишана од еден србин, како што се представил авторот. Во неа било предложено Македонија да има автономија начело со гувернер, кој би бил под контрола на српскиот вице-крал. Многу поинтересен е делот кој говори за словенските групи во османлиската држава. Според авторот, покрај бугарската и српската група, според местото на живење постоела и македонската, која броела околу 1 милион луѓе. Јазикот кој бил говорен во Македонија бил нешто помеѓу српскиот и бугарскиот. Дали ова му било познато на Новаковиќ, останува да се шпекулира. Еден негов пријател, познатиот српски географ и конзул во Скопје, Владимир Карич, исто така говорел и пишувал за македонското словенско население. Тој со цел нештата да бидат појасни, бил еден од оние кои во рамките на српските земји вклучувал големи делови од османлиска Македонија. Карич тоа го напишал и во учебниците кои се користеле во училиштата во Србија. Сепак, постојат некои негови конзулски извештаи кои ги праќал од Скопје до Новаковиќ, во кои локалното словенско население го означувал како македонско. Карич по враќањето во Белград во 1893 година ја објавил книгата «Србија и Балкански савез». Во неа, меѓу другото, се осврнал и на македонското словенско население, за кое напишал дека било посебно во однос на србите и бугарите. Еден друг српски конзул во османлиска Македонија исто така имал интересни забелешки за локалните македонски состојби. Српскиот конзул во Битола, Димитрije Боди, се заинтересирал за дејноста на некои учители во Костур. Која била причината за неговата заинтересираност? Одговорот на ова прашање се наоѓа во едно негово писмо до српскиот министер за надворешни работи Владан Ѓорѓевиќ. Во писмото Боди забележал: во последно време во градот Костур се појави некакво интелектуалистичко движење кај местните учители со кое се инсистира да се отфрлат грчката и бугарската пропаганда, а во училиштата да се воведе македонскиот дијалект како наставен јазик. Забележувањето на македонското словенско население како посебна народносна група од страна на некои српски интелектуалци и дипломати најверојатно имало влијание врз сваќањата и разбирањето на македонските состојби од страна на српската политичка елита. Поранешниот српски крал Милан Обреновиќ во разговорот со Шишманов, бугарскиот представник во Париз во 1899 година, забележал дека Македонија била посебна словенска област, која не била ниту бугарска, ниту српска. Зборовите на Милан Обреновиќ не биле единствените изговорени од страна на некој виден српски политички представник. Српскиот премиер и влијателен политичар Никола Пашиć во едно негово писмо до рускиот министер за надворешни работи Сазонов забележал: македонските словени пред навлегувањето на екзархијата, тоест до почетокот на 60-тите години на минатиот век, себе си се нарекувале словени, а по навлегувањето на екзархијата некои од нив почнале да се нарекуваат и бугари. Меѓутоа, судејќи според резултатите на сите непристрасни истражувачи, ова население по јазикот и обичаите се наоѓа меѓу србите и бугарите, така што според тоа не е коректно категорички да се тврди дека им припаѓа ниту на едните, ниту пак на другите. Овие зборови на српскиот премиер
се многу поразлични од еден негов став во почетокот на 20-тиот век. Пашич во 1904 година изјавил дека во Македонија не признава постоење на трет словенски народ покрај србите и бугарите и затоа не требало сосила да се создаваат и македонските словени. Српскиот представник во Виена, Јован Јовановиќ, на австро-унгарскиот министер за надворешни работи Бертолд му изјавил дека во Македонија имало словени кои не биле чисти срби и бугари. Овие изјави на српскиот политичар и дипломат, меѓутоа, не значеле и признавање на македонската посебност во однос на србите. Тоа се покажало со однесувањето на новите српски власти на територијата на денешна Република Македонија. Создавањето на бугарската држава во 1878 година со решението на Берлинскиот конгрес не представувало решавање на бугарското прашање така како што го замислувале бугарските интелектуалци и политичари во новото кнежевство. Македонија во нивните мисли била историски бугарски регион на Балканот, населен со бугари и одвоен од новата држава. Границата на Бугарија, според решенијата на Санстефанскиот мировен прелиминарен договор, го опфатила и најголемиот дел од Македонија. Иако оваа творба никогаш не заживеала, таа сепак и до денес е основа на бугарските погледи кон Македонија и македонското минато. Во новата држава, во училишниот систем, Македонија и нејзиното минато биле прикажани како нераскинлив дел од Бугарија. На тие размислувања подрака и модело и декларирањето на некои македонци, обични луѓе и интелектуалци за бугари. Многумина од нив заминале за Бугарија и таму зазеле високи општествени и политички позиции. Бугарија до 1897 година немала своји дипломатски представништва во Османлиска Македонија. Тоа не значело дека во Софија не стигнувале информации за состојбите на теренот. Во Македонија имало екзархиски училишта кои биле во функција на бугарската идеја. Во нив, а подоцна и во дипломатските информации кои пристигнувале од Македонија, тамошното словенско население било означувано како бугарско. Тие извештаи не биле поразлични од останатите. Меѓутоа, на вистина малку на број, постојат некои интересни документи и написи кои говорат дека некои интелектуалци и политичари во Бугарија биле свесни дека во Македонија живее народ кој е словенски, но не бугарски. Константин Стоилов во 1880 на кнезот Батенберг во Бугарија му предлага дека што треба ние бугари да направиме. Мораме кај секој македонец, значи преку се разбира црквата и преку образованието, да развиваме свест, бугарска свест и да ги убедуваме дека единствениот спас може да очекуваат од бугарската држава, дека само Бугарија може на Бугарија да сметат за сегашноста и за нивната еднина, за обстојување во таа констелација. Постоењето на посебно наречие, кое не било ниту бугарско, ниту српско, им било познато и на луѓето кои ја воделе бугарската држава. Иако во овој период во Бугарија доминирало мислењето дека мнозинството од словенското население, ако не и сето е бугарско, сепак доколку ги анализираме некои изјави на личности од највисокиот бугарски политички врв, ќе видиме дека сепак тие не соодветствуваат со она мислење што беше генерално прифатено во Бугарија. Овие бугарски политичари своите информации ги добивале директно од теренот, така да сепак не треба да се сомневаме во нивната веродостојност. Например, бугарскиот кнез Фердинанд во 1896 година при неговата посета во Цариград се сретнал со српскиот пратеник во главниот град на Османлиската империја Владан Ѓорđević и при тоа во интимен разговор му кажал дека главната маса од населението во Македонија не е ниту бугарска, ниту српска. Туку се работи за словенско и христијанско население, посебно население, чиј што јазик е исто толку далечен од бугарскиот и од српскиот, или како што тој се изразил, или може би исто толку близок, и се работи за еден целосно посебен дијалект, па може би дури и за целосно посебен јазик. Бугарскиот кнез Фердинанд во 1896 година ја посетил Османлиската престолнина. Таму се сретнал и со српскиот пратеник во Цариград Владан Ѓорđević,
кој добро ја познавал состојбата во Османлиска Македонија. Во разговорот со српскиот дипломат, бугарскиот монарх забележал: во Македонија главната маса на населението ниту се бугари, ниту срби, туку словени и христијани кои зборуваат јазик подеднакво далечен или, ако сакате, подеднакво близок на српскиот и на бугарскиот јазик, но јазик кој е посебен дијалект, ако не и посебен јазик. Процеси кои што укажуваат дека полека забавено да се формира македонската нација, со многу, да речеме, преодбеници, други интелектуалци во Македонија, меѓутоа, она што е позначено, што тоа го прифати и го призна и оние кои што го негира постоењето на македонците како посебен славенски елемент. Така интересно е, да речеме, пишувањето на бугаринот Драганов, кој што 888 година објавува етнографија на Македонија, кај што тој изричито признава дека постои посебен македонски јазик кој што е дефиниран како македонско наречие, на кое што се разликува од сите од соседните јазици. Многу е интересна изјавата на министерот Шишманов, кој што пред Ротие, меѓу другото, истакнал: ако македонците добијат автономија по 10 години, во Македонија нема да постојат ниту срби, ниту грци, ниту бугари. Едноставно ќе постојат македонци. Понатаму, во продолжение на својата теза, министерот Шишманов истакнал дека македонците во иднина нема да сака да се припојат ниту кон една од овие земји и дека заради своите економски интереси тие нема да прифатат било какво покровителство од соодветните земји и уште на крај додал дека доколку Европа верува во спротивното, таа се лаже, а доколку бугарите се надеват на некаква бугаризација на Македонија, тоа се тотални илузии. Големиот бугарски интелектуалец, фолклорист, историчар на литературата и политичар Иван Шишманов во 1903 година се сретнал со францускиот публицист, книжевник и новинар Гастон Рутие, кој ја посетил Македонија по Илинденското востание. Двајцата се задржале во еден подолг и содржаен разговор. Во текот на нивната конверзација, бугарскиот научник и политичар истакнал: по 10 години, ако Македонија стане автономна, таму нема да постојат ниту бугари, ниту срби, ниту грци. Ќе постојат само македонци. Тоа што го изјавил Шишманов, кој од страна на францускиот новинар бил опишан како многу образован, нема да биде единствена забелешка направена од страна на некоја важна личност во Бугарија. Познатиот бугарски политичар Рачо Петров, кој многу бил вмешан во македонските работи и покрај сите своји обиди на полето на припојување на Македонија кон Бугарија, сепак имал момент кога го кажал тоа што го дознавал од извештаите на бугарските дипломати. Во 1904 година Бугарија и Србија преговарале и склучиле еден договор за сојуз и соработка кој се однесувал на Македонија. Во текот на преговорите било сосема нормално при средбите на представниците на двете земји да се искажуваат и работи кои во други околности можеби не би биле кажани. При една средба на бугарскиот премиер Рачо Петров и српскиот дипломатски представник во Софија Јован Јовановиќ, првиот изјавил: факт е дека Македонија веќе се одвои, верувајте ми. Македонците се комплетно неискрени во односот кон нас и кон вас. Според неговото размислување кога Македонија ќе се ослободи, македонците ќе побарале нивните раце да бидат подалеку од македонската земја. Настаните кои се случиле во Македонија во 1903 година и оние што претходеле на истите, очигледно влијаеле на Петров и неговите размислувања. Во 1904 година, кога театарската група на Чернодрински одржа представа во Белград на македонски јазик, повеќе представи, во печатот се појави така возбуда дека се јавува нова народност во окниженост на Балканот, покрај бугарската и српската. Сето тоа се создаде амбиент, толку ги загрижи, да речеме, соседните двете балкански држави, што тие веќе почна да преговарат, да договарат како да ја делат Македонија.
И не случајно во 1904 година во време на подпишување на српско-бугарските договори, имаме еден таен политички, имаме и после трговски или царински договор. Во тајниот договор, во преговарањето, не случајно Пашич изјави дека ние не можеме и не прифаќаме да постои покрај српската и бугарската и друга националност, славенска националност на овие простори. И тогаш беше подпишан еден договор за Македонија, меѓу другото, дури тогаш се предвиде она што се случуваше 12-та година, арбитража на рускиот цар, доколку тие не може да се договорат. Значи, тоа е вовед, така да речеме, во оние балканските војни. Грција, најстарата современа христијанска држава на Балканот, имала големи планови околу добивање на делови од Османлиска Македонија. Грчката држава, во споредба со Србија и Бугарија, имала добро разгранета мрежа на дипломатско-конзуларни представништва. Овие представништва имале задача, меѓу другото, да ја шират грчката идеја помеѓу локалното македонско население. Во тој правец, грчките конзули соработувале со представниците на Цариградската патриаршија, која се повеќе станувала грчка институција. Конзулатите на кралството Грција станали центар од каде била праќана помош за училиштата на грчки јазик во Османлиска Македонија. Овој регион, особено по завршувањето на големата источна криза, бил посетуван од многу грчки интелектуалци, новинари и воени лица кои ги истражувале состојбите на теренот. Нивните посети и истражувања не биле случајност. Македонија станала регион од исклучителна важност за Грција и нејзините интереси. Во книгата на Јоанис Калостипис, посветена на Македонија, било нагласено дека овој регион бил иднината на Грција, која без него не можела да постои како одржлива држава. Грците кои ја посетиле Македонија, слично како и Калостипис, објавиле книги и статии во кои ги опишувале состојбите во регионот. Истовремено, тие давале и идеи и сугестии што да се прави во Македонија со цел да се засилат грчките позиции. Во сите тие дела, Македонија била третирана како историски грчка земја, загрозена од бугарите. Словенското население во Османлиска Македонија било опишувано како бугарско, подоцна и како српско, но и како грчко, кое говорело словенски или бугарски дијалекти. Истото може да се забележи и во извештаите на грчките конзули од Солун, Битола, Скопје, Серес и Кавала. Познати се тврдењата кои стигнуваат од Атина дека македонците се измислена нација од страна на Тито и Коминтерната. Читањето на грчката литература посветена на Македонија и на грчките дипломатски извештаи, но и записи на државните органи по 1913 година, понекогаш даваат малку подруго светло во однос на пропагандистичките тврдења. Во нив може да го забележиме и славомакедонецот и македонецот како посебен од гркот, но и славомакедонскиот и изненадувачки македонскиот јазик или дијалект. Влијателниот универзитетски професор и интелектуалец Неоклис Казазис напишал повеќе трудови кои биле посветени на Македонија или пак таа била дел од нив. Во сите тие дела, тој ја прикажува Македонија како грчка земја, која во иднина требало да стане дел од проширената грчка држава. Казазис ја посетил Македонија кон крајот на 19 век, како дел од една негова обиколка на Балканот. По враќањето во Атина, Казазис објавил една книга во која ги напишал своите впечатоци од неговата балканска турнеја. Не е никакво изненадување што Казазис во оваа книга Македонија ја гледал како дел од идната проширена грчка држава. Меѓутоа, тој забележал еден факт кој бил карактеристичен за Османлиска Македонија од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Тоа биле пропагандите и нивното разорно влијание врз обичниот човек. Грчкиот интелектуалец забележал дека во едно семејство во Османлиска Македонија можело да има еден елино-македонец, еден бугаро-македонец, еден србо-македонец, еден романо-македонец и поретко само македонец. Последната забелешка на Казазис е многу интересна. Тој бил еден од малиот број грчки интелектуалци
кои забележувале нешто што другите го одбегнувале или испуштале од вид. Тоа било постоењето на еден друг народ во Македонија кој не бил ниту српски, ниту бугарски. Казазис бил председател на националистичкото здружение Елинисмос, кое било многу активно во промовирање на грчките ставови во поглед на состојбите во Османлиска Македонија. Еден од начините на промовирање и популаризирање на грчките ставови околу Македонија било и држењето на јавни предавања во европските престолнини. Во текот на 1902 година Казазис одржал серија предавања во Париз со цел да ги прикаже своите ставови околу Македонија. Следната година во Атина тој ги објавил овие предавања во една книга. Интересен бил кога е во прашање јазикот на македонското словенско население професорот на Атинскиот универзитет, кој тврдел дека тој јазик бил посебен словено-македонски дијалект кој не бил ист со бугарскиот јазик. Неколку години подоцна, во 1907 година, во неговата книга посветена на македонското прашање, тој напишал дека во Македонија, покрај бугари и срби, постоел и еден друг народ, кој тој го нарекува славомакедонски. Ставовите на Казазис отвораат едно интересно прашање. Дали тој со своите погледи за постоење на посебен, како што тој го нарекува, словено-македонски народ, бил и единствен во Грција? Одговорот е едноставен. Не. Постоеле и други грчки интелектуалци, воени лица, дури и политичари кои ја посетиле Македонија додека оваа била под османлиска власт, но и подоцна кога дел од Македонија припаднал на грчката држава. Грција, по неуспехот на Илинденското востание, започнала со испраќање на вооружени чети во Османлиска Македонија. Еден од организаторите на така наречената македонска борба, која започнала во 1904 година со навлегувањето на вооружени чети од Грција на османлиска територија, Павлос Мелас, оставил интересни записи за реоните од Македонија каде действувал со својата чета. Тој денес е национален херој во Грција. Павлос бил образован во дух кој Македонија ја гледал како дел од грчкото наследство и дел од идната голема држава. Тој, како и Казазис, ја сметал Македонија за грчка земја под османлиска окупација, каде што главен противник биле бугарите. Меѓутоа, писмата упатени до сопругата Наталија откриваат еден детал кој говори за неговите погледи за локалното население. Во едно од нив тој напишал дека научил неколку македонски збора, при тоа не мислејќи на грчкиот јазик. Овие зборови на Мелас, кој набргу бил убиен од османлиските сили, за постоење на македонски јазик или пак за македонци, нема да бидат последни кои биле употребени од страна на истакнати грци. Посетите на Македонија во периодот по Илинденското востание од страна на грчки интелектуалци не биле реткост. Тие забележувале се што ги интересирало или пак било од интерес за грчката кауза. Нормално, националната свест на локалното население била една од главните теми кои ги интересирала посетителите од Грција. Во огромен број, тие, македонското население, го сметале за бугарско, доколку не било ставено во грчкиот етнички кампус. Сепак, понекогаш не можеле да го сокријат тоа што го забележувале на теренот. Атинското здружение Елинисмос, кое го издавало истоименото списание, често печатело книги или брошури кои се однесувале на Македонија, нејзиното минато, култура, традиција, население и тогашните тамошни состојби. Во 1906 година во Атина била објавена брошурата со наслов Елинизмот во Македонија. Целта на печатењето на оваа кратка пропагандна брошура била иста како и останатите кои биле печатени во грчката престолнина – да се укаже на интересот на грцизмот во Османлиска Македонија. Населението и јазиците на кое говореле жителите на Македонија била една од темите во брошурата. Еден дел од неа бил насловен «Славофоните во Македонија». Авторот забележал дека тоа население говорело дијалект кој бил различен од бугарскиот. Тој, како и другите, забележал дека тоа население имало променлива национална свест, но доколку било прашано, одговорот бил «Ние сме македонци».
Настаните од 1908 година и младотурската револуција предизвикале огромен интерес во Грција. Тоа било нормално ако се имаат предвид грците кои живееле во Османлиската држава и аспирациите на Грција кон некои територии на Султановото царство. Грчките весници испратиле или пак веќе имале своји дописници во Османлиската држава. Низ страниците на грчките весници провејувале разни информации или анализи за состојбите и очекувањата од новонастанатата состојба во соседната држава. Кога ќе се фрли еден поглед низ содржините на тогашните грчки весници, забележуваме написи во кои, можеби ненамерно, се говори за македонската посебност. Влегувањето на познатиот македонски револуционер Јане Сандански со своите четници во Серес и Солун предизвикало голем интерес во грчкиот печат. Потезите и говорите на Сандански будно биле следени од дописниците на атинските весници. Така, во весникот на 31. јули во 1908 година била објавена понудата на Сандански за соработка со грците. После неколку дена, во истиот дневен весник била објавена и изјавата на македонскиот војвода која содржала барање за автономија на Македонија. Во двата написа може да се забележи дека грчките известувачи пишувале дека Сандански се борел за Македонија, а не за Бугарија, како што македонската револуционерна борба најчесто била прикажувана во грчкиот печат. Бранислав Нушиć во 1908 година, после Младотурската револуција, специјално отиде во Солун да го интервјура Јане Сандански, веќе санданистите и другите револуционери изразува на македонската струја во македонско ослободително движење и во тоа интервју кој е така поприлично опширно и го објавија во Белград во печатот, Јане Сандански кажа во врска со состојбите, вели: несреќата е, вели, што србите и бугарите заради собствени амбиции територијални довеа состојба во каква што е доведа Македонија. Меѓутоа ние сме тука, ние останува да ја градиме нашата иднина, а Србија и Бугарија нема што да бараат, тие ќе се останат таму каде што се. Личноста и идеите на Сандански станале интересни за грчките политички коментатори. Во весникот Кери на 1. август 1908 година се појавила една статија во која било истакнато: Сандански е носител на велика идеја која треба да ни го привлече вниманието нам, на грците. Тој секогаш се борел за слободата на Македонија, а никогаш не настојувал да работи за Сан-Стефанскиот договор и за присоединувањето на Македонија кон Бугарија. Сега Сандански, кој нема никакви односи со луѓето од Софија, се наоѓа во Солун, учи и држи проповеди за заемна дејност на елините и словеногласните македонци. Како што вели, тој ја подава својата десница за соработка помеѓу елините и словеногласните за македонската татковина. Македонскиот елинизам има потреба од време и спокојство за да се развие. А за тие две нешта може да помогне Сандански, кој ќе ги помири елините македонски со словеногласното македонско население. Балканските војни и припојувањето на голем дел од Македонија кон територијата на грчката држава донеле нови моменти и состојби во регионот. Грците тврделе дека Македонија конечно била ослободена и припоена кон матицата земја Грција. Во деловите на Македонија кои влегле во рамките на грчката држава, била воспоставена нова администрација која била управувана од Атина. Во 1913 година било создадено гувернаторство Македонија со центар во Солун. Во една таква состојба, а имајќи ги предвид тврдењата на Грција дека македонците можат да бидат само грци, не треба да се очекува македонското словенско население да биде именувано освен како словеногласни грци, бугари или бугарофони. Слично како и во претходниот период, и по воспоставувањето на грчката управа во делови на регионот Македонија, постојат некои податоци оставени од страна на грчки официјални представници кои говореле за македонската посебност. Така, еден од првите грчки гувернери на Македонија и подоцнежен премиер,
Темистоклис Софулис во наредбите до своите подчинети нагласувал дека локалното население говорело на македонски дијалект. Оваа негова забелешка била интересна ако се има предвид дека грците не сакале да признаат, а ниту денес не признаваат дека постои посебен македонски јазик. Наредбите на Софулис и употребата на терминот македонски за означување на јазикот на кој говорело локалното население не биле единствените кои биле употребени од страна на официјален представник на Грција, воено лице или пак од интелектуалците. Во текот на Првата светска војна во Атина е издадена една книга која што се однесува на грчкиот јазик во Македонија. Тоа е збирка на статии од грчки учители кои што работат во Егејска Македонија и кои што пишуваат за тогашните состојби во образовниот процес. Книгата е редактирана од страна на влијателниот грчки интелектуалец и лингвист Манолис Триандафилис, кој што ја направи новогрчката граматика. И во неа има една статија која што се однесува на јазикот кој го говори они што го нарекуваат така наречените словеногласни грци или бугарофони и така натаму. И токму употребувајќи ги овие термини, еден учител во фуснота напишал, вика, ние тоа население го нарекуваме, вика, бугарофонско, словенофонско, бугарско и така натаму. Неговиот јазик кој што го зборат го нарекуваме бугарски или славофонски, меѓутоа кога ќе ги прашаш нив, тие ти одговараат дека говорат македонски јазик. Нема ни наводници, ниту псевдомакедонски, туку едноставно човекот напишал тоа што го слушна. Тие одговарат на македонски јазик. Подобра потврда дека тоа население говорело на тој јазик и го чувствувало тој јазик како македонски не може да најдеме. Манолис Триандафилидис во 1916 година издал книга со наслов «Нашиот јазик во училиштата во Македонија». Во неа тој се осврнал на состојбите со користењето на грчкиот јазик на така наречените нови територии. Делови од неговата книга всушност биле напишани од грчки учители кои предавале во државните училишта. Така, во еден текст со наслов «Македонски јазик», еден учител подпишан како Тенис Музос, во една фуснота нагласил дека населението, чии припадници биле нарекувани бугарофони и словеногласни грци, имало подруг одговор на прашањето на етничката припадност. Музос забележал дека тие самите се нарекувале македонци, а јазикот кој бил и нивен етнички јазик го нарекувале македонски, значи словенски. Придавката македонски за означување на јазикот на кој говореле македонците во Грција по Балканските војни го сретнуваме и во пописот од 1920 година. Во печатената книга со пописните резултати објавена во 1929 година и која се однесувала за регионот Тесалија, во јазиците кои биле говорени од страна на попишаните жители се сретнува и македонскиот без наводници и додатоци. Овој попис покажува дека грчката држава, барем во еден нејзин документ, го признала и јазикот на македонците. Еден офицер на грчката војска, Салванос, оставил уште еден извештај во кој говорил за постоењето на македонците. Тој бил командант на 10-та армиска дивизија во Западна Македонија. Како висок офицер на грчката армија, Саванос напишал една студија за етнолошкиот состав на Леринскиот регион и можностите за населување на малоазиските бегалци во таа област. Во рамките на својата студија, тој го поделил тамошното словенско население на 3 категории. Во првата, тој ги ставил оние кои имале изразено грчко национално чувство. Во втората биле оние со бугарски идентитет и третата ја сочинувале оние кои биле незаинтересирани за националноста. Но Салванос забележал дека тие себе се нарекувале македонци и представувале најголем дел од населението во Леринскиот регион. Македонците, како посебна етничка група, биле забележани во делата на грците, бугарите и србите кои ја посетиле Македонија. Македонците, македонскиот јазик, биле забележани од страна на политичарите, интелектуалците, воените лица во Грција, Србија и Бугарија.
Истото го забележале и руските дипломатски представници и културни дејци. Посебноста на македонците не можела да остане незабележана.